Ова издание е на саботна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани ки гледате. Еве кои градоначалници денеска ги оставија автомобилите поради загадениот воздух. Внимавајте, најчести причини за пожар се електричната инсталација, грејни тела и неисчистени оџаци. Кражбите на струја причина за чести дефекти на улично осветлување во Ѓорче Петров. Во Скопје веќе втор ден важат итните мерки кои ги донесе град Скопје поради енормното количество на PM10 честички во воздухот. Викендот Скопје се најде на прво место на листата по аерозагадување во светот. Се вклучи алармот за стапување на итните мерки. Со овие мерки се продолжува зимскиот распуст за учениците за 2 дена, па ако нема нова одлука, второто полугодие ќе почне в среда. Граѓаните на Скопје имаат бесплатен јавен превоз, а од град Скопје апелираат да се користи превозот и да се остават автомобилите. Од вчера и цените на паркирањето на паркиралиштата на градски паркинг се двојно зголемени, а донесена е и одлука за прекинување на градежните активности на градилиштата под надлежност на град Скопје. На работодавците пак им се препорачува да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар. За лицата кои работат на отворено, работното време треба да биде од 11 до 17 часот. Државните институции и јавните предпријатија треба да ја намалат до 50% употребата на службени возила. Државниот инспекторат за животна средина е задолжен да спроведува контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух. Од Министерството за животни работи па град Скопје побара зачестено да ги контролира издувните гасови на возилата. Сакам да укажам дека ова не е битка која што ја водиме само денес. Како што знаете, град Скопје работеше цела година на 25 нови мерки против загадувањето, кои ги немаше во претходната градска администрација, а кои исто така беа иницијатива на стручната и граѓанската јавност, препораки во студиите за загадувањето и слично. Не можеме сами во оваа битка, потребна ни е поголема вклученост и на другите институции и граѓаните. Одредени општини излегуваат со соопштенија дека издадените мерки се почитуваат. Во општина Газибаба градоначалникот Борис Георгиевски информираше дека општината се придржува до мерките и препораките на владата и град Скопје. Инспекцијските служби на општината имаат засилени контроли, времено се запрени сите градежни активности каде инвеститорот е општината, а апелира истото да го следат и приватните инвеститори. Јавното комунално предпријатие Газибаба интензивно работи заедно со градските служби во чистење на јавните површини и улици. Исто и од општина Центар соопштија дека општината ги прекинува сите градежни активности на градилиштата под нејзина надлежност и ги интензивира инспекцијските надзори над субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла. Овие мерки ќе важат додека е висок степенот на загадување на воздухот, велат од општина Центар. Од општина Аеродром соопштија дека инспекцијската служба на општината денеска спроведе вонреден инспекцијски надзор на градилиштата, автосервисите и отпадите на цела територија на општината. При контролата е констатирано дека на цела територија на општина Аеродром генерално се почитуваат интервентните мерки, а вонредниот надзор ќе продолжи и во наредните денови, соопштија од Аеродром. Инаку денеска дел од градоначалниците своите автомобили ги оставија дома, а на работа дојдоа дел со јавен превоз, дел пеш. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски денеска дојде со автобус на работа, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Нумовски утринава го користел автобусот со број 22, а потоа до работното место стигнал пеш. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин исто така денеска го остави автомобилот и на работното место пристигнал
пристигнал пеш, а градоначалникот на Карпош Стефан Богоев на работа пристигнал со автомобил, а исто автомобилот го користел и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Пред камерата на Прва Скопска граѓаните се жалат на симптоми од отровниот воздух и шетаат со заштитни маски, но се прашуваат и дали само греењето во домаќинствата и сообраќајот се причина за загадувањето или играат улога и некои други фактори. Сметате ли дека бесплатниот јавен превоз и продолжувањето на распустот за второ полугодие ќе успеат да го исчистат воздухот? Не, никако, тама работа. Ако било така, се ќе се решава лесно. Користите ли вие јавен превоз? Не. Би користил, меѓутоа животот наметнал некој темпо да немам време за тоа. Како и да е, проблемот е стар. Добро е што во Скопје се мери воздухот, колку е загаден. Не верувам дека другите градови се помалку загадени, меѓутоа не ја кажуваат вистината. Тоа е тоа. Па мислам дека овие мерки веќе даваат резултат. Баш вчера се возев со автобус. Преполни се автобусиве, луѓево се возат со автобуси, мислам дека таа мерка одговара. Децава што не се пуштаат на школа, па и ја утре моево дете не би го пуштил, искрено да ви кажам, на оваа загаденост. Али ми се свига што нешто се превзима, нешто се прави. Сега оваа мерка е добра, сега дајте да видиме други мерки, може нешто велосипеди да се возат, такви работи, зашто не? Дали вие користите јавен превоз? Да. Тешко ова е. Не знам што да кажам. Мислам, ова треба на време да се средуе, да се решава, да се садат зеленила и така. Инаку доста е загадено, не може да се диши. Тоа не. Овие вака возилата го загадуваат воздухот, ниту дрвата го загадуваат воздухот, ниту дека ќе го решат овој проблем. Само овие возила. Нема, што е вистина сега. Во минато зборува дека дрвото е најефикасно, а сега испаѓа дрво да не се гори. Што е вистина, не, така? Возилата загадуваат. Дали користите вие јавен превоз? Да, користим. Мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање денеска до 13 часот покажуваа високо загадување кај ректоратот и Бутел, а средно загадување имаше во Карпош, Центар и Миладиновци. Минимално зголемување на бројот на повици дневно се регистрираат во итната медицинска помош во Скопје во овој период, кога преовладува променливо време и кога има голема влага и загадување во воздухот, како и промени во воздушниот притисок. Дневно во итната медицинска помош има до 120 повици, а граѓаните најчесто имаат симптоми на малаксаност, замор, вртоглавица и промени во притисокот. Зголемен е бројот на повици, но не толку драматично за да е алармантно. Се јавуваат со различна симптоматологија, со кардиоваскуларни и со белодробни заболувања, со хипертензии, односно со секаков тип проблематика, што е стандардно во итната медицинска помош, изјави за МИА денеска раководителот на службата за итна медицинска помош во Скопје Милица Бубало. Таа нагласи дека хронично болните навреме треба да ја земаат терапијата што им е пропишана од лекарите. Повеќето од нив посочи таа, знаат дека кога немаат голема потреба не треба да излегуваат надвор кога загадувањето на воздухот е зголемено и кога има магла. Кога има зголемено загадување на воздухот, трпи кардиоваскуларниот систем, се губи здив, се јавува отежното дишење. Поретко треба да се проветруваат просториите, треба да се користат заштитни средства како распрскувачи на воздухот, а пациентите редовно да ја пијат терапијата и да ги почитуваат препораките од нивниот матичен лекар, додаде Бубало. Обновата на возниот парк на јавниот автобуски превоз во главниот град на државата е процес кој мора да се одвива внимателно и плански, со цел да се обезбеди одржливост на урбаната мобилност која целосно ќе излезе во пресред на потребите на скопјани, сметаат од градската власт. Со околу 600.000 жители, градот Скопје е 4 пати поголем отколку што бил пред 60 години. Со ова брзина на растење на бројот на жители, планирањето на развој на јавниот автобуски превоз во Скопје станува сериозен предизвик.
Ако го земеме предвид податокот дека со автобусите во 1987 година се возеле околу 150 милиони, а сега само 50 милиони патници годишно, можеме да констатираме дека јавниот автобуски превоз во Скопје за 3 децении изгубил 2/3 од патниците, сметаат надлежните. Во главниот град 3 оператори, 2 приватни и ЈСП, дневно обслужуваат во просек 200.000 патници. ЈСП Скопје располага со возен парк од повеќе од 300 автобуси, што се во возна состојба, од кои околу 200 се двокатни од така наречените даблдекери од кинескиот производител Јутонг, кои се обраќаат по скопските улици нешто повеќе од 7 години. Исто толку стари се и автобусите од украинскиот производител ЛАЗ, кои се околу 60-тина. Остатокот се значително постари модели на Санос, МАН и други производители, информираат од град Скопје. Согласно најавите од надлежните во град Скопје, до крајот на оваа и најдоц на почетокот на идната година, по скопските улици ќе се возат 40 на нови екоавтобуси на еколошко гориво, со технологија која користи компримиран газ со Евро 6 стандард на загадување. Овие автобуси ќе ги исфрлат од употреба старите дотраени дизел возила на ЈСП со Евро 2 стандард без клима и дополнителна опрема. Поголем дел од автобусите планирано е да бидат зглобни, а останатите ќе бидат единечни нископодни. Зглобните автобуси ја имаат таа предност што имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, а со своите 4 врати се полнат и празнат многу побрзо во споредба со другите. Минатата година низ Скопје пробно се обраќаа неколку екоавтобуси од различни производители, односно 3 автобуси на газ и 1 електричен автобус. Целта беше да се стекнат искуства и најдобро да се оцени кој тип автобус е најсоодветен да се обраќа во Скопје, информираат надлежните од град Скопје. Додаваат дека автобусите на газ се енергетски ефикасни, споредено со потрошувачката на старите дизел автобуси. Овие автобуси трошат речиси двојно помалку гориво, што дополнително ќе ги намали трошоците на ЈСП. Најголемата предност е тоа што емитуваат значително помалку CO2, речиси и да не емитуваат PM10 и PM2,5 честички, а оттаму произлегува и дека речиси воопшто не го загадуваат воздухот. Според градот, со оваа набавка Скопје ќе добие модерен јавен транспорт кој е економски ефикасен и не го загадува воздухот. Град Скопје денеска го објави јавниот повик за надоместување дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети. Повикот ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен, со цел да ги стимулира граѓаните да користат почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови. Печки со повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот. Од град Скопје информираат дека на граѓаните што имаат купено печки на пелети од 7 јануари до денот на завршување на повикот, градот ќе им надомести дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Оттаму известуваат дека јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември оваа година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на град Скопје за оваа намена. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства, град Скопје ќе информира јавноста на својата интернет страна дека јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен. Во текот на зимските месеци во 2018 година се запалиле 150 оджаци во Скопје, информираат од противпожарната бригада на град Скопје. Во пожарите минатата година загинале 7 лица, а околу 20 се здобиле со повреди, додека пак од пожарникарите 5 мина биле повредени за време на гаснењето на пожарите, а 1 загинал. Минатата година од 1570 дојави, 1264 биле пожарни интервенции, 115 биле технички интервенции како што се сообраќајки и сечење возила, а 168 биле противпожарни обезбедувања на спортски надпревари и митинзи, информираат од противпожарната бригада на град Скопје. 803 пожари се случиле на отворен простор поради запалени контейнери, ѓубре и трева, а најчести причини за пожар биле електричната инсталација, оджаците, човечкиот фактор, поради фрлање пикавец, палење контейнери и слично, како и од невнимание.
Командантот на противпожарната бригада на град Скопје, Владимир Симоновски, за прва Скопска изјави дека оваа грејна сезона бројот на пожари предизвикани од оџаците бележи намалување, поради мерката на градот за доделување субвенции за чистење оџаци. Бројот на пожари во 2018 година е 1570, комплетни интервенции за све, кои што се 804 се на отворен простор, од оџаци, континери, сува трева и други материи. Конкретно за неисчистени оџаци имаме бројка од 150 пожари направени во 2018 година. Во оваа година, во оваа грејна сезона 2018-2019, бројот на пожарите за оџаци е малце значително намален поради мерките на градот Скопје за исчистени оџаци и субвенциите што се доделуваат во врска со оџачарите. Најчесто интервенираме на отворен простор, кај што е сува трева, невнимание од граѓани, палење на континери. Тоа што најчести пожари имаме највеќе од електрични инсталации и од грејни тела. Граѓаните да внимаваат најмногу во овие зимски периоди, да внимаваат најмногу на електричните греалици или на грејните тела кои што се со отворен пламен. Командантот на противпожарната бригада на Скопје исто така апелира до граѓаните да не ги палат подземните и уличните контейнери, да се грижат за животната средина, навремено да ги чистат оџаците и да внимаваат на работите кои може да доведат до несреќа. Општина Газибаба и Министерството за финансии го потпишаа договорот со Светска банка преку кој се обезбедуваат 72 милиони денари за изградба на првата вакуум канализациона мрежа во населеното место Јурумлери. Градоначалникот Георгиевски заедно со подпредседателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски пред жителите на населеното место Јурумлери го презентираше големиот капитален проект за ова населено место, изградбата на првата вакуум канализациона мрежа во Македонија. Договорот со Светска банка со кој се обезбедени 72 милиони денари кредитна помош за овој проект веќе е потпишан, а како дополнителни средства се обезбедени од буџетот на општина Газибаба, град Скопје и владата на Република Македонија. Како што информираат од општина Газибаба, во 2019 година ќе се започне со реализација на овој голем проект со кој се решава проблемот со септичките јами во Јурумлери, а при тоа жителите нема да имаат никаков трошок во извидбата на овој проект. Во населеното место Јурумлери изминатата година се градеше првата вакуумска пречистителна станица, која ќе ги реши проблемите на околу 3500 жители во ова населено место. Ова е најголемото рурално место на потегот помеѓу реката Вардар и автопатот, а ризикот кој постои во ова населено место се подземните води и големиот број на септички јами, а со изградбата на вакуумската пречистителна станица и канализационата мрежа, овој проблем ќе се реши. Град Скопје предвидува измена и дополнување на одлуката за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во сопственост на град Скопје, со што ќе се овозможи бесплатно користење на спортските сали на установите во сопственост на градот за лица со посебни потреби кои учествуваат во спортски активности, организирани од сојузи, здруженија на граѓани, организации или друг облик на здружување. Како што е наведено во денешното соопштение од град Скопје, клучниот услов за да се овозможи ова е правните субјекти преку своите проекти, програми, активности или манифестации да бидат дел од програмата за спорт и млади на град Скопје. Покрај дополнувањето на одлуката, градот предвидува намалување на висината на почетната цена за закупнина на просторот што се дава во закуп со јавно надавање. Наместо досегашните 0,5% по метар квадратен од вредноста на недвижната ствар, се предлага минимална цена да изнесува 0,3% по метар квадратен, со што поевтинува услугата за закуп на недвижен имот на град Скопје за сите субјекти кои имаат потреба од нивно користење. Целта на предвидените измени и дополнувања на одлуката, како што велат од град Скопје, е да им се овозможи на лицата со посебни потреби полесна достапност на спортските сали за одржување на спортски активности, но и да се поттикне спортот и спортската рекреација кај овие граѓани.
Финансиското олеснување кое се предвидува и за почетната цена на закупот има за цел да им заштеди од буџетите на корисниците, да предизвика зголемена заинтересираност на граѓаните за користење на недвижностите со кои располага градот и доближување на институциите кои се под надлежност на град Скопје до граѓаните. На овој начин се олеснуваат условите за користење на градските институции од граѓаните и истите се ставаат во функција на нивни потреби, се наведува во соопштението од градот Скопје. Измените и дополнувањата на одлуката ќе бидат предложени на следната седница на Советот на град Скопје. Поради зачестените кражби на струја од системот за улично осветлување, настануваат дефекти на мрежата и цели линии на светилки престануваат да светат, информираат од општина Ѓорче Петров и додаваат дека службите за енергетска ефикасност се во постојана битка со дивите приклучувачи. Иако во континуитет се менуваат светилките, кражбите на електрична енергија значително влијаат на нивниот квалитет како и на нивното прегорување. Од општина Ѓорче Петров апелираат до граѓаните на совесност и почитување на законите, во спротивно за сториното кривично дело, кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ, се предвидува казна до 5 години затвор, како и парични казни од 5 до 20.000 евра. Малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 од полнок се зголемуваат за 2,5 денари, на Евродизел за 3,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 4 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Литар Евросупер 95 ке чини 61 денар по литар, Евросупер 98 ке изнесува 63 денари, Евродизел од 58,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство 47,5 денари за литар. За 3,573 денари поскапува и мазутот и 1 килограм ке се продава за 29,522 денари. Новиот закон за зелените пазари кој стапи на сила од 1 јануари очигледно нема да се применува. Како што велат пазарџиите, тие не се согласуваат со одложување на законот, туку бараат целосно укинување. Како што информираат тие, тезгите им се единствениот извор на приходи и не заработуваат доволно за да можат да ги платат сите трошоци кои им се наметнуваат. Некои од пазарџиите работат и 30 години на тезгите и како што велат тие досега немало манипулации какви што има сега. Пазарџиите информираат дека проблемот не потекнува само од лиценцата. Законот има многу недостатоци, а нивниот став е дека не се согласуваат со ниту една одредба од законот. Пазарџиите во јавните настапи велат дека во законот не се спомнува никаде терминот лиценца, туку во законот во член 11 стои терминот легитимација, а како што велат тие, тоа е различно. Пазарџиите месечно на Скопски пазар плаќаат закуп, а на документот што го добиваат ги пишува сите потребни лични податоци за легитимирање. Пазарџиите велат дека не се ослободени како диви продавачи и сива економија како што се пласира во јавноста, туку тие се закупци на тезги кои плаќаат ДДВ. Исто така коментираат дека паушалниот данок од 6.000 денари е зголемен на 9.000 денари, но тогаш не реагирале и ги плаќаат сите давачки со кои се задолжени. А парите кои им се наложува да ги плаќаат за таа лиценца од 60 евра не се согласуваат и велат дека нема да прифатат во ниту еден случај да платат. Како што велат тие не се задоволни од Комората на трговци бидејќи не ги заштитува и не ги брани нивните интереси. Од Комората на трговци пак велат дека таа е основана во 2011 година и основната функција е да ги заштитува интересите на членовите. Во јавноста велат е негативен ставот кон Комората, а наспроти тоа, таа ги прави сите напори да ги заштитува членовите. Потврдуваат дека станува збор за легитимација која Комората ја издава за вршење на дејноста на трговец на зелен пазар. Сумата од 60 евра ги опфаќа трошоците кон Централниот регистар, како и решението за административна такса, а останатите пари се наменети за извршување на целите и задачите на Комората. Тезгаџиите остануваат на ставот дека не се задоволни од така наречената заштита и додаваат дека доколку не се укине целосно законот, тие ќе излезат на улица и нема да се вратат на тезгите, а пазарите ќе останат празни.
Град Скопје ќе ги ослободува заробените дрва на повеќе локации во метрополата. За таа цел, скопскиот градоначалник Петре Шилегов и деканот на Шумарскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Кирил Сотировски, денеска подпишаа меморандум за соработка, со што прецизно се утврдуваат обврските на двете институции во мапирање и ослободување на заробени стебла и корења на дрвја со градежен материјал, поставен при нестручно изведени градежни активности. Овој проект е всушност дипломска работа на еден студент кој работи под негово водство. Во моментов во Скопје има 500 загрозени дрвја, но веруваат дека во следните неколку месеци ќе стигнат до број од 1000. Како што соопшти денеска на пресконференција градоначалникот Шилегов, идејата за подпишување на овој меморандум произлегла од истражувањето на професорот Сотировски и неговиот тим во чии рамки се мапирани околу 500 локации во Скопје, каде со неправилно изведени градежни активности во минатото биле зацементирани стеблата или корењата на над 500 дрвја на различни локации во градот. Со цел да ги спасиме овие дрва од понатамошниот оштетувања предизвикувани од градежниот материјал кој што се наоѓа околу нив и да го продолжиме векот на живеењето на тие дрва, преземавме иницијатива да го искористиме истражувањето кое што го изврши Шумарскиот факултет и да ги ослободиме овие дрва од кои што се практично заробени од неправилно поставениот градежен материјал околу нив. Во таа насока градот Скопје превзема обврска да изврши отстранување на градежниот материјал на точно утврдени локации со цел да избегнеме оштетување на дрвата, а по претходно извршена инспекцијска контрола за утврдување на фактичката состојба и одговорност за непрописно извршените градежни работи по субјекти. Шумарскиот факултет, освен мапирањето на локациите каде постои опасност од оштетување на дрвјата, ќе обезбеди стручна помош во обука на лицата заложени од град Скопје, кои непосредно ќе ги реализираат теренските активности за отстранување на градежниот материјал. Околу булеварите, околу поголемите сообраќајници ги лоциравме, се разбира онаму каде што има поголем отворен простор во смисла на отворена почва, нема такви случаи. Градот Скопје и останатите градови во Македонија, тоа го има забележано, пречесто бетонираат, цементираат, некако сме влезени во состојба да сакаме да ни е поплочено све. И одиме до таму да се поплочува до самото стебло, односно до еден огромен број стебла, и на тој начин тие се животно загрозени. Не само што се повредуваат, многу од нив ќе бидат исушени доколку не бидат брзо ослободени. Заробени дрвја има околу булеварите и поголемите сообраќајници. Најголема грешка е што при асфалтирање на патека или тротоар се бетонира и се поплочува до самото стебло, и на тој начин дрвјата се животно загрозени и се повредуваат. Многу од нив ќе бидат исушени ако не бидат брзо ослободени. Шилегов ги повика и градоначалниците на скопските општини да воспостават соработка со Шумарскиот факултет со цел да се лоцираат и отстранат овие пропусти кои се случувале во минатото и да се превенира ваквата состојба да не се повторува. Дупките на скопските улици се наше секојдневие и покрај големиот број реконструкции на улиците и булеварите, Скопје не може да се пофали со здрави сообраќајници. Најмногу забелешки на оштетените улици имаат возачите чии автомобили секојдневно се на удар на дупките. Сепак, имаме добра вест за револтираните возачи. Поправката на штетата предизвикана од дупка на патот не мора да си ја платите вие, туку општината во која се случил инцидентот. Според информациите од адвокатската канцеларија Конески, согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа, општините се надлежни за изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улиците и други инфраструктурни објекти, од што произлегува дека во случај на предизвикана штета заради редовна употреба на оштетените улици, општината во чија надлежност е одржувањето на улицата е одговорна за штетите предизвикани при редовното користење на истите од страна на граѓаните. Граѓаните кои што претрпеле штета при редовното користење на улиците, која што е предизвикана заради оштетеност на истите, имаат право да побараат надомест на настанатата штета од надлежната општина.
Па така, ако возејќи, удрите во дупка и при тоа ви се искриви бандажот и пропратно се оштетат и останатите делови од подвозјето. Не сте виновни вие, бидејќи не сте ја избегнале дупката. Таа едноставно не требало да биде таму. Дел од граѓаните знаат дека имаат таква можност, но не се запознаени со постапката која што треба да се направи за да добијат одштета од општината. Дали сте запознаени дека доколку ја оштетите гумата на автомобилот на дупка на улицата, може да побарате одштета од градот или од општините? Да, запознаени сме, меѓутоа тоа тешко се остварува кај нас, затоа што прво, за да добиеме до такво сознание, треба да повикаме полиција за да може да се направат записник. Меѓутоа, полицијата за таквата работа не оди. Они се воиграни со градот и со власта, така да кога треба да се земат пари од општина или од државата, тоа тешко функционира. Дали сте се обиделе некојаш да побарате барање за одштета или да поднесете тужба? Не сум се обидел, не сум имал можда таква ситуација, можда и некој пат и некој од колегиве имале, меѓутоа тоа тешко иде, тоа не проаѓа овдека. Дали сте оштетиле вие гумата на дупка по улица? Да, ама не сум барал овакво оштета, затоа што и да дојде до такво нешто, процедурата е многу голема и многу тешко да земеме пари од институциите. Они само едносмерно функционираат од нас, граѓаните, према институциите, од институциите према граѓаните не. Запознаена сум, ама не знам баш точно во детали што точно покрива таа оштета. А дали ви се период, нели, нормално, пошто ние сме автошкола и нонстоп сме изложени на такво нешто. Ви се случило ли да ги оштетите гумите на автомобилот на дупка? Да, искрено кажано, да. Според вас каква е состојбата со дупките по улиците? Па е лоша, малку се поправа, не можам да речам дека е исто пред 2-3 години, али има уште пак се појавува. Се појавува, да. Дали би побарале вие оштета доколку ја оштетите гумата? Па не знам, искрено да ви кажам, до сега сум ја оштетила и не сум побарала оштета. Не знам точно како е баш законот, за која постапка да се тера, која процедура. И тоа е тоа. И не сме се осмелиле. Дали сте запознаени дека доколку го оштетите автомобилот на дупка на улиците, може да побарате оштета од градот или од општините? Не сум информиран. Дали ви се случило да оштетите гумата или бандашот на дупка? Па се случува не само кај мене, и кај другите возачи да се оштети возилото на улиците, бидејќи премногу има дупки, премногу е раскопан градот, а се е така раскопано оставено. Значи се е почнато, ништо не е довршено, ништо не е доправено и многу влијае на нас, поготово на нас што ја работиме оваа такси дејност. Со цел да добиеме поконкретни информации околу постапката и процедурата која треба да се следи за да добиете одштета од општината, се обративме и до адвокатската канцеларија Конески, од каде што информираат дека потребно е да направите полициски записник, а потоа и вештачење на возилото. Со документацијата која ќе ја добиете треба да испратите опомена пред тужба до соодветната општина. Доколку општината покаже незаинтересираност за исплата на штета, ќе следува парнична постапка, во која ќе се утврди и висината на исплатата. Го прашавме и градоначалникот Шилегов дали граѓаните поднесуваат тужби за уштета, на што тој одговори дека скопските улици се во солидна состојба. Ако можам одговорно да ви кажам дека состојбата на главните сообраќајници кои што се ингеренција на град Скопје не се во лоша состојба. Имаме, што не значи дека може да се случи заради зимскиот период, заради солта која што фрлавме снегот, сега да се појават некои поударни дупки. Треба да ги разликуваме градските улици од оние улици кои што се ингеренција на општините во градот Скопје. Покрај дупките, возачите се жалат и на шахтите кои речиси никаде не се нивелирани. Од градот соопштуваат дека со цел да одговорат на поплаките на граѓаните, екипи на јавното претпријатие улици и патишта ќе излезат на терен за да ги нивелираат шахтите. Пожестоките реакции на граѓаните за двојно поскапениот паркинг на клинички центар, што беше предвидено со мерките против загадувањето на воздухот. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов денеска истакна дека утврдени се пропустите и најави дека на утрешната седница на Советот на град Скопје ќе се дискутира за паркингот на клинички центар да биде иземен од одлуката да се плаќа двојно поскап паркинг во денови кога е загадено. Тој смета дека паркирањето во Скопје треба да биде унифицирано
организирано и додаде дека за тоа разговараат со општина Центар. Соопшти дека денеска има состанок со градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ токму на оваа тема. Ќе разгледаме и можноста да дел од паркинг зоните кои што се во една поинаква употребна вредност им не бидат опфатени со оваа одлука. Размислувавме исто на соодветната тема, меѓутоа мора да имаме соодветна одлука на Советот на град Скопје. Така што верувам дека утре на една како дополнителна точка при носење на вакви интервентни мерки да можеме да има дискреционо право градоначалникот да одлучи кои од паркинзите нема да бидат опфатени. Клинички центар е еден од таргет, бидејќи тој не служи само за паркирање, туку служи за сериозни потреби на нашите граѓани. Вчера граѓаните плаќаа по 70 денари час на клинички. Реагираа и на социјалните мрежи дека со неподвижни пациенти морале за 5 часа на клинички да потрошат 350 денари. Шилегов денеска информираше дека за животната средина се грижи така што на работа оди пеш или користи електричен автомобил кој не загадува. Концентрациите на PM10 честички паднаа под утврдениот праг на алармирање на 200 микрограми, но се уште се над максимално дозволените. Загадувањето на воздухот и денеска е над дозволеното. Мерките воведени и денеска се применуваат, а од 18 часот попладново ќе бидат укинати. Последните мерења на мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат концентрации на PM10 честички од 84 во Центар, 97 во Карпош, 131 кај Ректорат, 120 во Миладиновци и 70 во Бутел. Од вчера, освен кај Ректорат, каде се регистрирани концентрации над 200 микрограми, секаде се под оваа граница, но сепак се над дозволените 50 микрограми. Среднодневната гранична вредност денеска се движи од 106 микрограми на метар кубен во Центар, 102 во Карпош, 151 кај Ректорат, 98 во Миладиновци, 103 во Бутел, а највисока во Македонија е во Струмица 199 микрограми. И покрај расчистувањето на воздухот, град Скопје апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба. Повеќе лица да се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз за затоплување на домовите, да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и од отпадоци, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот. Градот Скопје потврдува дека доколку повторно се повтори епизодата со енормно загадениот воздух, мерките повторно ќе бидат воведени. Три нови случаи со мали сипаници морбили се регистрирани вчера во Скопје. Станува збор за дете на возраст од 1,5 година од населбата Чаир, како и за 10-месечно бебе и 5-годишно дете од Центар, кои не биле вакцинирани, информираат денеска за МИА од Министерството за здравство. Со овие три нови случаи, како што посочуваат, од декември до сега во Скопје се регистрирани 69 заболени од мали сипаници. Во моментов 24 пациенти со морбили се сместени на клиниката за инфективни болести. Крај на епидемијата ќе се прогласи тогаш кога нема да има ниту еден заболен во период од 4 недели. Од почетокот на епидемијата на морбили во декември и од почетокот на забраната за примање деца во градинка кои не се вакцинирани со МРП вакцина. До сега се вакцинирани повеќе од 3400 деца, истакнуваат од Министерството за здравство. Во меѓувреме, во градинките во Скопје се уште не се примаат невакцинирани деца, а државните здравствени инспектори прават увид на терен за да утврдат дали има градинки што примаат невакцинирани деца, но досега не регистрирале таков случај. Во просториите на Средното училиште на град Скопје Никола Карев на 7 март ќе се одржи младински филмски фестивал во рамки на фестивалот 3 дена култура. На младинскиот филмски фестивал право на учество имаат сите средношколци и студенти до 21 година, а повикот за пријавување филмови е веќе отворен и трае до 20 февруари. Повикот е отворен за кратки филмови до 20 минути од секаков тип, игран, документарен, експериментален, анимиран.
На настанот проекција ќе имаат сите пријавени авторски филмови кои ги исполнуваат критериумите за пријава. Целта е да се поттикнат младите автори критички да размислуваат гледајќи ги своите и филмовите на своите врсници. По проекциите ќе има кратка дискусија со филмски уметник, а на крајот символично најдобриот филм ќе го избере публиката по пат на тајно гласање. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Саботна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на вестите.